Добро вечер, следува дневникот на Канал Плюс со нови содржини од денот. Еве ги најавите. Католиците денес го слават Великден. По тој повод, градоначалникот на општина Штип им го честита празникот на сите граѓани од католичка вероисповед. Продавачите на јајца најавија дека нема да има поскапување на јајцата за великденските празници. Табла јајца ќе чини од 180 до 200 денари. Се почести се пациентите со заболување на дебелото црево. Последните 4 месеци прегледани се 100 пациенти. Денес е голем празник за граѓаните од католичка вероисповед. По тој повод, градоначалникот на општина Штип им го честита празникот на сите католици. Кон честитката се придружува и католичката црква во Штип. Католиците денеска го слават најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев им го честита празникот на сите припадници на католичката вероисповед. Во време на предизвици, војни, глад, кризи, имаме потреба од комплетна меѓусебна посветеност едни на други и несебично ширење на пораќите за мир и љубов, бидејќи само тоа е патот кој може да води кон ослободувањето од целиот хаос кој владее во светот и во нашите животи. Штипот секогаш бил пример за мултиконфесионален соживот и постоењето на верските објекти за исламската, православната и католичката вероисповест е најдобар доказ за соживот на овие простори. Во време на наплив од минливи вредности и краткотрајни задоволства, да не заборавиме да го следиме патот на светлината и добрината кој го отвори Христос во неговото воскресение. На овој голем ден на сите верници од католичката вероисповед им посакува мигови на разбирање, милосрдие, мир и хармонија во секој дом и им го честитам од срце денот на Христовото воскресение, изјави градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Традиционално во Штип одбележувањето по повод празникот се одбележа вчера вечер со почеток во 21 часот во католичкиот храм Благовестие. Воскресното бдење, како што реков со света литургија, започна надвор со благослов на воскресниот оган, кој символично ја представува Христовата светлина, а потоа се пали воскресната свеќа и со неа таа светлина се пренесува до секој верник кој и тие ги палат своите свеќи. Со пофални песни и библиски читања кон великденската свеќа започна светата воскресна литургија. По светата миса се благословува великденското јадење, кој луѓето дома го подготвуваат. Оние пак, кои вчера не биле во можност да го посетат католичкиот храм, го посетуваат денес со погача леп, масло, сирење или пак месо и се богословуваат. Продолжуваме со празнични теми. Продавачите на јајца најавија дека нема да има поскапување на јајцата за великденските празници. Табла јајца ќе чини од 120 до 220 динари, додека гнешкото месо ќе се продава по поскапа цена за разлика од лани. Во пресред на великденските празници кои започнуваат од четврток, цените на традиционалните јадења кои се подготвуваат за празникот, продавачите од прехранбената индустрија велат дека цената на јајцата ќе остане иста и за Великден. Тие не најавуваат поскапување. 6 динара, 7 динара, 6,60, 7,30, толку. Цената на една табла јајца ќе се движи од 180 динари до 220 во зависност од квалитетот на класата. Што се однесува до испитувањето на безбедноста на јајцата, продавачите велат дека нема рекламација од страна на инспекцијската служба. Се врши контрола, има се инспектор што доаѓа, зима за мустри, така.
Традицијата ни налага за Великден покрај јајцето да имаме богата трпеза со јагнешко месо, но за разлика од минатата година за великденските празници, овој пат и на недела пред Великден цената е поскапа. Поскапувањето на јагнешкото месо е резултат на минатогодишната појава на болеста син јазик, која го попречи производството и извезувањето на јагнешко месо, велат од месарите. По цената на јагнешкото веројатно ќе биде поскапо од лани, околу 350 некаде. Недостаток на јагнешко има и лани ваа година ќе биде така. Заради тие болести се испаднаа, недостаток има на јагнешко, или затоа има по свинско поевтино. Народот нека се пренотира на свинско. Минатата година за килограм јагнешко месо цената чинеше од 300 до 320 динари за килограм, што според најавените цени за оваа година поскапувањето е за 20 до 30 динари. Сепак Великден е еден од најголемите православни празници. Луѓето не ја избегнуваат традицијата која е символика на Христосовото воскресување. Вапцаното јајце да не биде изоставен дел од една семејна трпеза, а за другото секој според располагањето на својот буџет. Во тек е реализација на неколку инфраструктурни проекти во општина Делчево. Изградба на скейт и фитнес парк со поставување на урбана опрема се само дел од најавените проекти. Општината Делчево продолжува со реализација на повеќе инфраструктурни проекти во градот. Во моментот интензивно се работи на реконструкција на постојното детско игралиште долж улицата Кеј на ослободување во населбата Ново Делчево. Истовремено се работи на уредување на простор за скейт парк и фитнес парк на отворено покрај новиот парк до црквата Свети Кирил и Методи во центарот на градот. Станува збор за уредување на површина од 4100 метри квадратни со поставување на поголем број на елементи на урбана опрема, улично осветлување, хортикултурно и паркно уредување со места за одмор и рекреација за сите возрасти. Буџетот предвиден за реализација на овие содржини е околу 2 милиони денари, а средствата се обезбедени од општината Делчево во соработка со јавното претпријатие за комунална дејност Брегалница. Овие градежни активности се реализираат како дел од проектот уредување на просторот помеѓу улицата Кеј на ослободување, река Брегалница, спортска сала и река Габровчица, проект кој што е поделен на 4 опфати. Во рамки на овој проект досега се реализирани следните активности: уредување на парк со изградба на нови партерни хортикултурни целини со места за седење и осветлување во површина од 9100 метри квадратни, како дел од именуваниот проект со вкупен износ на чинење од околу 6 милиони денари. Изградба на паркинг простор со корисна површина од 910 метри квадратни. Вкупниот буџет за реализација на споменатите инфраструктурни зафати изнесува околу 9 милиони денари, од кои што 2,4 се обезбедени од проекти, додека останатите 6,6 милиони денари од буџетот на општина Делчево. Со изградбата на овој парк, градоначалникот Дарко Шехтански очекува да се подобри состојбата со животната средина во централното градско подрачје, потекот на реката Брегалница, а истовремено овој претходно запуштен простор да прерасне во репрезентативно место и простор наменет за одмор и рекреација за сите генерации. И во Виница ќе се одвојува опасниот од комуналниот отпад. Последиците од распаѓањето и впивањето на хемијата во почвата немаат цена по здравјето на луѓето. Виница е меѓу првите општини на истокот кои има склучено договор со нула отпад. Секое семејство во Македонија годишно фрла по половина килограм батерии од играчки, мобилни телефони и компјутери. Односно само од домаќинствата за една година се создава опасен отпад од 16 милиони парчиња кои завршуваат на депониите во комбинација со комуналниот отпад. Последиците од распаѓањето и впивањето на хемијата во почвата немаат цена по здравјето на луѓето. Истражувањата покажале дека кадмиумот од батериите предизвикува рак, недостиг на витални протеини во бобрезите и спонтано кршење на коските. Во таа насока се и напорите на општина Виница и комуналното претпријатие Солидарност, кои со колективниот откупувач на отпадни батерии и акумулатори Нула отпад од Скопје деновиве го официјализираа договорот за соработка. Општина Виница продолжува со селектирање на разни видови на отпад. Еве денес склучуваме договор со фирмата Нула отпад за селектирање на електричен и електронски отпад и за
селектирање на отпад од батерии и акумулатори и управување со отпад од батерии и акумулатори. Значи во месец април ќе се почне со обука и со еден вид предавање во градинките и во училиштата во општина Виница со цел да се подигне свеста од најмалите генерации. Согласно договореното, Нула отпад денес донираше уште 9 поголеми садови за собирање отпадни батерии кои ќе бидат поставени низ поголемите маркети во градот, а пред недела дена исто толку беа поделени низ училиштата. Виница е меѓу првите општини на истокот која има исклучено договор со Нула отпад, а во просториите на комуналното претпријатие се одржа и состанок со директорите на комуналните претпријатија од Кучани, Берово, Делчево, Пехчево и Македонска Каменица со цел да им се пренесе обврската за постапување по законот за отпадни батерии и акумулатори, како и по законот за отпадна електронска и електрична опрема. Се почести се пациентите кои што доаѓаат со заболување на дебелото црево. За овие 4 месеци прегледани се 100 пациенти. Медицинскиот кабинет за дигестивна ендоскопија во Штип е единствен во Источна Македонија. Кабинетот им пружи услуги на пациентите од целиот источен регион, но и од останатите градови каде што се работи гастроскопија и колоноскопија. Се почести се пациентите кои што доаѓаат со заболување на дебелото црево. За овие 4 месеци се прегледани 100 пациенти. Колоноскопијата представува златен стандард во диагностичките методи за откривање на болести на дебелото црево. Меѓу другото, многу важно е што со оваа метода може да се открие не само ракот на дебелото црево, туку да се открие претходната состојба, односно состојба кога се уште не е настанат рак, и на тој начин да се превенира. И многу битно за ракот на дебелото црево е како болест која има тренд на зголемување во западниот свет, во Европа, и се смета дека ракот на дебелото црево е практично вториот карцином убиец во Европа. Значи на второ место е по честота. И тоа е најчестиот карцином на органите за варење, и од прилика половина од сите карциноми на дигестивниот систем на органите за варење отпаѓаат точно на овој рак. Оваа болест, иако е тешка, има можност рано да се открие. А рано откриен рак на дебелото црево или фазата пред да настане ракот значи практично 90 до 95% комплетно излекување. Значи раното откривање значи практично излекување, а од друга страна имаме и можност рано да го откриеме. А тоа се прави со спроведување, сега има и една програма за спроведување на така наречен скрининг, односно откривање на ракот додека се уште не дал симптоми. Прават така наречен тест со измет и доколку тој тест е позитивен, односно тестот покажува дали се појавува крварење кое е невидливо со голо око, значи тестот го открива така нареченото окултно крварење, кој може да биде прв симптом за појава на рак. Сепак се смета дека надворешните фактори покрај генетската наследност како причина за појава на рак имаат големо влијание, односно начинот на исхрана и живот е тој што доведува до зголемување на ова заболување, како и други фактори. Консумирање на животинска исхрана, практично животински масти во поголеми количини, користење на црвено месо се смета дека има влијание, алкохол и пушење да, слаба физичка активност и, да речеме, нерегулирана столица, односно почесто запек, што би доведувала до подолго време за контакт на овие материи со слузницата на цревото и можност за таа да се промени и натаму да оди во правец на формирање на рак. Така да од ова произлегува и превенцијата. Значи превенцијата би била промена на стил на животот со користење на повеќе растителна храна, значи овошје, зеленчук, помалку масти во исхраната, животински масти, помалку црвено месо, замена со бело месо, со риба, нели? Повеќе целулоза да има, за да биде поволуминозна столицата, да биде олеснето празнењето. Инаку оваа болест најчесто се јавува кај лицата над 50 години,
а кај 90% од луѓето оваа болест била излечива. Во 2013 година преку проектот на Министерството за здравство беше направено осовремување на опремата на ендоскопскиот кабинет преку набавка на современи видеоендоскопи. Досега во овој кабинет се извршени вкупно над 2000 прегледи, од кои 1726 се за гастроскопија, 676 се реткоскопии и 2046 колоноскопии. До 15 април граѓаните треба да извршат подкастрување на надвиснатите гранки во своите домови. Раководството на Оделението за инспекцијски надзор ги повикува граѓаните да го сторат тоа во најкраток можен рок. Во спротивно ги следува парична казна. Граѓаните се должни да извршат подкастрување на надвиснатите гранки од своите дворови, доколку истите се протегаат над јавни површини и го попречуваат сообраќајот и движењето по тротоарите. Раководителот на Оделението за инспекцијски надзор ги повикува граѓаните да го сторат тоа во најкраток можен рок. Секој граѓанин е должен согласно Законот за собственост и други стварни права, сите украсни или било какви листопадни, зимзелени, родни дрвца кои се наоѓаат во своите дворни места, се должни на гранките кои воздушно надвиснуваат над јавната површина, односно се протегаат на воздушен простор кој не е собственост на граѓаните, да истите бидат подкастрени заради безбедноста на учесниците во сообраќајот, како на возила така на пешци, како и на специјалните возила за собирање на комуналниот сврстотпад. Во спротивно, јавното предпријатие Брегалница ќе го стори подкаструвањето на гранките, но за истото на граѓаните ќе им биде соодветно наплатено. Ако тоа не го сторат во најкраток можен рок, истото ќе го стори јавното комунално предпријатие и тоа ќе им биде наплатена соодветна сума за извршената работа, односно подкастрување. За да не дојде до такви ситуации, уште еднаш апелираме се до тоа да го направат граѓаните, бидејќи непотребно ќе се изложуваат на финансиски трошоци. Рокот до кога граѓаните треба да го извршат подкаструвањето без да бидат натоварени со дополнителни трошоци е 15 април. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака работи со полна пареа. Главната цел е да им се помогне на лицата со интелектуална попреченост за полесна и побрза адаптација во општеството. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака работи со цел полесна и побрза адаптација, како и ресоциализација на овие лица. Овој центар соработува и со организациите за слепи, глувонеми лица, како и трудоинвалиди. Повеќе од 50 членови имаме кои ни се лица со интелектуална попреченост и се, можам да кажам, повеќето од нив со умерена и тешка попреченост, лица кои што се категоризирани, меѓутоа возрастна група. Главната цел на порака е да им се помогне на лицата со интелектуална попреченост од секаков аспект. Честопати се организираат и еднодневни прошетки, екскурзии, како и спортски игри во Македонија, бидејќи во Штип се уште не постои дневен центар за згрижување на ваквите лица. Бидејќи кај нас во градот се уште не постои дневен центар за возрастни лица. Знаеме дека во Ново село во Градинката обстојува работи под Министерство за труд и социјална политика дневниот центар за мали лица. Меѓутоа, сега ние се надеваме, бидејќи со локалниот акционен план е предвидено 2015 да се отвори таков дневен центар за возрастни лица. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост функционира од пред 10 години и моментално работи секојдневно. Порака брои околу 50 членови, од кои 25 се активни. Во текот на минатиот ден се случи повреда на правата на двајца полициски службеници од страна на лицето МБ на 40 годишна возраст. МВР Штип препорачува граѓаните да не предизвикуваат конфликти. Во текот на минатиот ден околу 19 часот во Штип на улица Партизанска, додека двајца полициски службеници вршеле служба, сопреле возило БМВ управувано од МБ на 40 годишна возраст од Штип.
При проверка на документите истиот започнал да ги омаловажува со непристојни и поградни зборови, пошто во тој момент дошол и неговиот татко ГГ, кој исто така почнал да ги навредува полициските службеници. Лицата се приведени. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. МВР Штип им препорачува на граѓаните да се однесуваат пристојно и да не создаваат инциденти, затоа што следува соодветна казна. Оваа година Домот на културата Злетовски рудари со бројни активности. Еден од нив е изложбата на слики за слепи лица. Освен соработката со другите градови во Македонија, општина Пробиштип ќе започне соработка и со Франција. Оваа година Домот на културата во општина Пробиштип со богата програма. Ќе бидат опфатени сите возрасти од најмали па се до највозрасни. Како проект кој се издвојува и е прв во Македонија е изложбата на слики за слепи лица. 14, 15 и 16 април во Скопје, каде што ќе се представиме. Тоа е еден меѓународен театарски средби, меѓународни театарски средби на кои учествуваат лица со посебни потреби и луѓе со обичен развој, значи тоа е комбинација и баш мислам дека тој момент е најдобар за да се представи оваа изложба, сепак се работи за лица со посебни потреби, за лица со оштетен вид и многу интересно што тие ќе можат да ја доловат со допир самата слика. Значи ќе знаат, ќе почувствуваат што има на незе. Брајовата азбука е вклучена во целиот проект, значи ќе има пишување на сликата, каква е сликата, од што се состои, боите, се она што не можат тие да го представат и да го видат. Со доаѓањето на пролетта, Домот на културата Злетовски рудари се почесто се со нови манифестации и активности. Исто така и Лесновската колонија, како и секоја година е дел од програмата на која доаѓаат голем број на уметници. Домот на културата, освен соработката со други градови Балканот, од оваа година ќе започне и тесна соработка и со Франција. Неколку града влегува од Македонија, тоа е Скопје, Охрид и Пробиштип. Срекне сум што еден мал ваков град влезе во таа конкуренција. Во јули ќе ни пристигнат комисијата од Франција, кои што треба да се запознаат со нашите активности на дечињата пред се, на фолклорот, балетот и ликовното студио. И откако ќе се запознаат, ќе ни бидат дадени средства, но меѓутоа и доста работи кои што им се потребни на дечињата, спортска опрема, опрема за балет, опрема за студиото, ликовното студио и навистина ќе ни значи за понатаму како потик на децата уште повеќе да работиме. Останува само пробиштипјани да ги проследат овие неминовни културни настани и да уживаат во нив. Според извештајот на Обединетите нации, намален е бројот на азиланти од Македонија за 2014 година за 11% во споредба со 2013. Намален е бројот на азиланти од Македонија за 2014 година според извештајот на Обединетите нации во споредба со 2013 година. Комерцијатот на Обединетите нации за бегалци објави извештај кој покажува дека е зголемен бројот на луѓе кои аплицираат за азил во 44 земји. Според извештајот минатата година биле регистрирани 866.000 баратели на азил. Од Македонија бројот на баратели на азил лани бил намален за 11% во споредба со 2013 година. Во 2013 година од Македонија имало 7.729, а во 2014 6.883 лица кои побарале азил во некоја западна земја. А најпосакувани дестинации за азил се Германија, САД, Турција, Шведска и Италија. Европската полиција Европол соопшти дека деновиве во неколку европски земји биле уапсени осомничени за шверц на околу 10.000 имигранти од Косово во Европската унија. Во акцијата биле вклучени 400 полицајци кои уапсиле 77 луѓе во Австрија, Чешка, Франција, Германија, Унгарија, Словачка и Косово. Осомничените главно биле косовари, чеси, словаци, срби, босанци и македонци. Денес се одигра првенствен надпревар на женската ракометна екипа Кожувчанка со екипата на ракометниот клуб Кичево. Резултатот е позитивен за штипскиот клуб со 31:16. Тренерот на Кожувчанка изјавува дека по низата успешни утакмици клубот го величи првото место. Ракометниот клуб Кожувчанка денес играше првенствен надпревар со РК Кичево. Надпреварот беше првенствен,
каде што разликата во квалитет беше доста голема на наша страна. Резултатот е 31 спрема 16, мада и двете екипи се по возраст, на иста возраст, но школата наша и квалитетот се покажа дека сме доста поквалитетни и заслужено сме на првото место во првата женска лига, каде што за нас е Куманово и Чаир. Останува од овој дел уште една првенствена утакмица со Чаир, каде што гостуваме. Се надеваме дека и таму ќе можеме да ги добиеме и да ги освоиме бодовите, па каде што сигурни ќе застанеме на првата позиција. Мада и сега сме на првата, но да бидеме малку покомотни во овој дел. Освен надпреварот на женската екипа, се одигра и турнир помеѓу ракометниот клуб Текстилец и Преспа со резултат 23-21. Со понатамошни подготовки и амбиции, Текстилец има шанси да се пласира меѓу првите од оваа лига, изјавува Владко Двојаковски, член на управата на ракометниот клуб Текстилец. Се игра двокружен дел, сега не играме и наредните неколку такмици што ги играме, а после тоа со истите екипи одиме кај со екипата на Преспа, кој ќе заврши првиот круг, кој ќе одиме кај нив и на крајот кој ќе завршат сите надпревари, тогаш ќе видиме како ќе биде бодовното салдо. Последниот ќе ја напушти Суперлигата, предпоследниот ќе има шанса во бараж. Вчера во Штип се одржа второто сениорско првенство во борење за оваа година. Претходното беше изборно, а сега е државното првенство за сениори. Учествуваа 50 борачи од 4 клубови од Македонија: Балканец, Лирија, Бучем и Безбедност. Младите борачи, поред постарите, да се докажат и секако да се наметнат на селекторите на репрезентациите на Република Македонија. Првото место го освои Балканец со 48 бода. Се надпреваруваа во 8 категории според килажата. Први места имаше 4, тројца го заземаа второто место, а додека 6 надпреварувачи третото. Првото место од 70 килограми го доби Бехар Махмуд, за 74 килограми Дејан Митров, за 86 килограми Бобан Савев и за 125 килограми Бобан Данов. Би сакал да кажам дека не очекуваат уште многу други меѓународни надпревари, а тоа е пред се и македонскиот бисер традиционално кој се одржува секоја година во Македонија, ова година ќе биде во Радовиш. Понатаму најважно за нас првенство ова година се Европските олимписки игри кои ќе се организираат во Баку, Азербејџан во месец јуни, каде што очекуваме да настапиме со неколку борчи. Тоа се историски први европски олимписки игри кои се организираат во Европа и со надежда дека нашите борачи ќе учествуваат таму и ќе постигнат добри резултати. Второто место го освои Лирија со 43 бода, а додека Бучем го освои третото место со 21 бод. Имете пријатна неделна вечер со нашата програма. Проследете ја временската прогноза.